Како во првиот, така и во вториот круг. Дуј се подготвува за полнење на кутии и изборни нерегуларности, тврди лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Посочи дека високи функционери и членови на владата го прават тоа придружување од припадници на МВР. Вели дека сите информации што ги има ги споделил со полицијата и меѓународните институции кои го следат изборниот процес. Како критични места се посочуваат Липково, Арачиново и Сарај, каде според ВМРО ДПМН имало тешки изборни нерегуларности на 24 април. Мицковски обвини дека интегративците предизборно истураат и огромни количини кеш за подкуп на гласачи. Ние до представниците на меѓународната заедница, до ОПСЕ и ОДИХР, доставивме список на избирачки места, каде што во определен временски интервал гласањето е во просек помалку од една минута, што наведува на тоа дека таму имаме бројни нерегуларности, односно, да бидам попрецизен, полнење на кутии и на тие избирачки места. Чудно, но вистинито фингерпринт, односно терминалите за отчитување на отисок од прстот, не работеле во тој период. Мицкоски одговори и на обвинувањата на Димитар Ковачевски дека ВМРО ДПМН ќе ги закочеле евроинтеграциите на Македонија. Вели, токму актуелната власт предводена од СДСМ и ДУИ е онаа која го закочила европскиот пат на Македонија поради криминалот и корупцијата. Од СДСМ пак сигурни дека ќе имале повеќе гласови во однос на првиот круг, кога добија само 180.000, што за прв пат во историјата на оваа партија значеше дека паднале под прагот од 200.000. По 8 мај очекуваме една СДСМ е силна партија која има и постапки, процедури и демократски капацитет и потенцијал да ги отвори сите дискусии, да ги анализира и причините за овие резултати, но и последиците по државата и по партијата. СДСМ ќе биде силна партија во собранието, а која власт, која опозиција одлучуваат граѓаните на избори. Јас сум сигурен дека СДСМ ќе има подобар резултат од првиот круг. Од власта велат дека со сите сили ќе се обидат да го поправат дебаклот од 24 април, работеле на терен со цел да ги подобрат бројките на 8 мај.